кој има кредити, кој има деца за растење, кој има непостојана работа, еден ден дознава дека е болен од смртоносна болест која ако не се оперира ќе значи смрт. Ставете се во некова кожа. Во неговата тесна кожа во која пред очите му се семејството, извршителите загубата имотот, животот, буквално се. И тогаш ставете се во комотна улога на докторот кој има сигурна и не толку мала плата, кој има дежурства, кој има углед, кој има конгреси и семинари платени од фармацевските фирми и кој му бара 5000 евра да му го спаси животот на човекот, а некогаш и 10, некогаш 15, а некогаш и 20.000 евра. А човекот работел 30 години и буквално ја обезбедил комплетната плата и осигурување на докторот за цели 10 години, отприлика така е процентот. И болниот нема од каде нели да земе пари, нема надеж, хаос е во семејството, хаос е кај неговите деца, кај неговата сопруга, сите се поболуваат од стресови, ментално попуштаат поради фактот дека го губат таткото, додека